Со другарот Бранко Црвенковски се договоривме на листите за кандидати за пратеници да кандидираме помлади лица и од таа причина јас не сум на истата, изјави лидерот на Титови леви сили Слободан Угриновски. Донесовме одлука да стапиме во коалиција, да настапиме со Социјалдемократскиот сојуз и другите партии. Како партија. Јас го прифатив предлогот и сугестиите на другарот Бранко Црвенковски да ние повозрастните не се кандидираме. Повозрастните и да оставиме место за помлади. Угриновски на денешната пресконференција во ресторанот Југославија истакна дека него почитувал законот за лустрација и негираше дека додека бил студент соработувал со тајните служби. Не постои никаква, ниту усмена, ниту писмена изјава од мене, ниту пак лица или пак организации за кои што сум давал изјави или пак предизвикал последици по нив, а камоли да сум примал одредени парични средства, напредувал во службата или некого обвинил за некое дело. Морам да ви кажам дека мене не ми било познато дека моите службени контакти ги третирале како соработнички, како што сега гледам, и дека се водело досие за мене како под наводници соработник. Угриновски сепак изјави дека имал контакти со одредени лица кои работеле во тајните служби. Представниците на службите, ова е многу важно, што ме контактирале мене како председател на Сојуз на студентите на Македонија, повеќе мене ме информирале за актуелните состојби и настани во, за и околу студентите и државата, отколку пак што јас сум давал информации. Значи, тие повеќе ми служеле мене, отколку јас на нив со податоците што ми ги, они информациите што ми ги доставувале. Лидерот на Титови леви сили Угриновски нагласи дека одлуката за повлекување од Советот на град Скопје била лична и дека не била поврзана со предметот што се води во Комисијата за верификација на фактите.